Крајно ризичен и небезбеден, патниот правец Охрид-Преспа преку превојот Галичица мора да се стави на приоритетна листа за одржување. Негрижата на државните јавни предпријатија, кои половина век со прст не мрднаа целосно да го реконструираат тесниот и непрегледен патен правец, го доведоа во очајна состојба. Ставен во патишта од трета категорија, поради тоа што е небезбеден, со децении возима го затвораат. Јас би рекол дека прво се тешки за носење на одлука. А одлуката значи дали јас ќе тргнам денеска да одам по тој пат, таа патна делница. Мора да ја оспособиме да се одвива сообраќајот во сите годишни времиња од годината. Таа е и направена за да се одвива таков сообраќај. Ние не смееме повеќе да си дозволуваме или да бидеме мирни. Иако и тоа како е голем бројот на рекреативци кои уживаат на падините на Галичица, своевремено, според пресметката на државните предпријатија, економската исплатливост на овој патен правец била неоправдана, односно бројот на возила кои што според нивната проценка се движат во зима, не соодветствувал со средствата кои што требало да се инвестираат за зимско одржување на патот. Ваквиот изговор, според експертите, не држи вода. Опасноста е присутна и затоа се потребни не само интервентни мерки, него, како што кажав, мора да се оди на стратешки мерки. Кога говориме за да се избегнат опасностите, односно да се спречат и да ние еден ден кажеме дека да, ние овдека можеме да одиме да се движиме, да се возиме по безбедна патна инфраструктура. Од местноста Корита до Преспа, патот традиционално се забранува за сообраќај од 15 ноември до 31 март. Секоја година од планинарската спасувачка служба апелира до граѓаните да се воздржат од неразумно користење на патот, каде поради длабоки наноси на снег, луѓето со своите автомобили заглавуваат на 1650 метри надморска височина. Инаку експертите ја поздравуваат целосната рехабилитација на магистралниот пат Охрид-Цветинаум, кој после 4 децении во јуни официјално беше пуштен во употреба. Очекуваат и критичниот патен правец од Охрид до Преспа преку Галичица да биде реконструиран.